Оние кои непосредно пред овие избори наполнили 18 години ќе може да го остварат своето право на глас. Та за полнолетните кои немаат важечки лични документи, утре ќе имаат можност да се сликаат надвор од редовната постапка и со предност во сите пунктови низ земјава. Министрот за внатрешни работи Тошковски вели дека такви се околу 500 граѓани, додека пак оние кои веќе чекаат да им се издадат нови документи, ќе може да гласаат и со старите. Во сабота секој еден од нашиве млади граѓани кои што наполнили 18 години или ќе наполнат 18 години во овој временски период, ќе може да дојде да се фотографира за да обезбеди лична карта, која што ќе биде изготвена за разумен временски период, за да може да се легитимира во рамки на гласачките, на избирачките места и да си го оствари своето право на глас. За безбедноста на изборниот процес, Тошковски вели дека не е загрижен, но стравува за легитимноста на изборите во североистокот од земјата, бидејќи владата спротивно на закон не му дозволи да избере началник на СВР Тетово, а на само еден месец пред тој да стапи на функцијата. За овој регион е избрано трето лице. Владата оценила дека само СВР Тетово не треба да има соодветен легитимитет кој што би требало да ја пренасочи одговорноста од аспект на гаранција за спроведување на фер и демократски избори. Преведено вака симплифицирано би значило дека јас да поставам началник на СВР Тетово, дополнителниот министер да постави началник на СВР Тетово. Тошковски вели дека ова фрла сомнеж врз изборниот процес на територијата на Тетово и Гостивар. Додека пак за фотографиите кои се појавија во јавноста, а на кои се гледаат полициски службеници сликани заедно со политичари од Полошкиот регион. Министерот потсетува на законот со кој се забранува полициски припадници да се дел од политички партии.